Председателот на СДСМ Венко Филипче најавува онлайн петиција против мигранти во Македонија. Филипче предупреди и на искуствата од Европа, а како што вели, европската статистика покажува дека со лошо спроведени политики на интеграција на мигранти се случуваат големи проблеми во државите и во општествата каде што тие доаѓаат. Тој нагласи дека цената на ваквите политики би била висока и повика граѓаните да се вклучат за зачувување на безбедноста на земјата. Дали ова цената што треба да се плати за да се добие кредит од 6 милиарди евра, кои ќе го плаќаат многу следни генерации, следните децении, за да оваа влада тие пари ги потроши на договори во 4 очи. Не смееме да дозволиме насилно внесување на мигранти во нашата земја. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ќе следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме нашата татковина. Помогнете да ја зачуваме безбедноста и иднината на Македонија. Од друга страна, премиерот Мицкоски вели дека со британските власти воопшто не било разговарано за никакво прифаќање на мигранти и дека додека е тој премиер нема да има никакви кампови за мигранти. Додава дека пишувањата во британските медиуми, а обвинувањата на опозицијата се неточни и ги демантира. Вели дека единствено нешто за што е разговарано е за јакнување на заедничката борба против илегалната миграција. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Што е разговарано? Разговарано дека заеднички ќе се бориме против илегалната миграција. И ќе се бориме заеднички против илегалната миграција, бидејќи верували или не, ние ја браниме Европа од Европа, бидејќи илегалните мигранти влегуваат токму од граница која што е граница со земја членка на Европската Унија. Темата со мигрантите ја вжешти политичката атмосфера во Македонија откако неколку британски медиуми, меѓу кои Телеграф, објавија дека меѓу Велика Британија и Македонија се воделе преговори за прифаќање на мигранти. Според Телеграф, освен Македонија, согласност има и од Косово, додека Босна и Херцеговина и Албанија поради безбедносни причини одбиле такво нешто. Според договорот за секој прифатен мигрант, Македонија би добивала по околу 25.000 фунти од Велика Британија.